Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели. Почитувани слушатели, во следниве 50 на минути ќе имате можност да ја проследите втората емисија од серијалот Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели. Ќе имитуваме само фрагменти од мега интервјуата со врвните експерти во Република Македонија, во чиј домен спаѓа оваа комплексна тема, иако нивниот број не е исцрпен. Гостуваат докторот по медицински науки и специјалист по фармакологија Гордана Дамјановска, лекарот кој има излекувано повеќе пациенти и која заедно со доктор Ирена Витановска, која заедно со Дамјановска ќе настапат во септември со своја студија во Белгија на научна меѓународна конференција. Началникот од Министерството за внатрешни работи од Оделението за криминалистичка полиција, господинот Сашо Трчевски, активистот и еден од администраторите на истоимената Facebook група на невладината организација Зелена алтернатива, Томислав Трајков, и магистар Лиљана Живковиќ Давидкова, раководител во Царинската управа. Почитувани слушатели, гостин во студиото на Македонското радио ни е докторот по медицински науки, лекар, специјалист по клиничка фармакологија, вработена како помошник директор за клинички испитувања во Реплек, господица Гордана Дамјановска. Особено ми е чест да почитувани слушатели, да ви ја представам оваа гостинка, затоа што е навистина лекар кој ретко човек може да го сретне и во практиката. Иако не работи директно со пациенти, меѓутоа незините испитувања, сознанија, пристапот се неверојатни и веројатно ќе го почувствувате тоа. Зборуваме за една многу контроверзна тема, од научен аспект тргаме, иако ќе ги обработиме и другите, и правните, и од аспект на корисници и така натаму, и од аспект на контрола на лековите, и од сите можни аспекти на кои можеме да се досетиме и да придеме. Значи, говориме за канабисот во медицински цели. Ќе го опфатиме ова благородно, би рекла, растение, околу кое неправедно се крена толкава и се уште се крева толкава врева. Значи, кои се вистините и заблудите, или предрасудите, би рекле подобро, околу канабисот. Што е според вас, зошто и колку пациентот и обичниот граѓанин е упатен и колку не става во еден кош се? Заедно со синтетичките опијати го ставаат и ова природно растение за кое, според некои научници, а тие не се малку, е утврдено дека нема смртен случај со користење, па дури и за рекреативни цели, иако нашата тема, рековме, за медицински аспект, а сепак било на осуденичка клупа ова растение. Јас би сакала да се зблагодарам најнапред за поканата да учествувам во емисијата, да ги поздравам слушателите на Македонското радио. Во јавноста, и не само меѓу обичните луѓе, меѓу корисниците, туку и во некои што би требало да бидат малку повеќе упатени. Имам чувство дека ТХЦ и ЦБД. Секогаш кога се зборува за канабисот, некако по дефолт се мисли на ТХЦ, односно на
тие хај ефекти, еве вака малку народски ќе се изразам за да бидејќи не слуша различно ниво на слушатели со образование, да не завлеземе премногу во научни води. Значи ТХЦ-то кога е, тоа станува збор за хај ефект, а CBD-то има само медицински ефект, така? Што не значи дека и ТХЦ-то нема медицински ефект, дури и појак можеби. Или грешам. Да. Ајде вака да. Канабисот е стигматизиран затоа што поради начинот на консумација, најчест начин на консумирање во рекреативни цели е пушењето на цигара. Така. И тоа пушење на цигара од цветот. Цветот на канабисот содржи голем, зависи повторно од кој сој, меѓутоа содржи ТХЦ и од тука е психотропниот ефект и она чувство на хај кое што и културолошки, делумно и поради забраната, делумно и поради поврзаноста со одредени културолошки, социолошки случувања, групи и така натаму, е стигматизирано. Меѓутоа, кога зборуваме за ТХЦ како молекула, ТХЦ е многу потентна молекула. Психотропна е затоа што делува на најинтензивното дејство на ниво на централниот нервен систем, меѓутоа е многу потентна молекула и во однос на дејството на имунолошкиот систем. Ајде да ги разграничиме сега тие, значи добрите и лошите страни. Значи кај е опасноста ако се знае дека нема смртни случаи од една страна, од друга страна сепак има некакви покрај добри, значи еден од најдобрите нејзини ефекти е што е најдобро решение за болка, особено за хронична болка. Сега што е тоа што може да му наштети на пациентот околу неправилното дозирање, да речеме. Тоа е тоа дејство на централниот нервен систем. Значи, еве ќе се обидам да ги најсимплифицирано за слушателите. За широк круг на слушатели, така. И производите во исто време и действијата да ги конципираме, да направиме дистинкција. Во светот, во моментот, за медицински цели се одобрени производи во облик на масла за орална употреба, во одредени држави вапоризери, каде што се користи цветот со различни соодноси на тетрахидроканабинол и канабидиол, и во форма на таблети за жвакање, меѓутоа во главном се користат масла за орална употреба. Има и масти, има и чепчиња, популарно, можеби. Да. Кога зборам за терапевски цели, зборам за она што во моментот е испитано и регистрирано и за кој што можеме да зборуваме дека е производ кој што е лек. Инаку формите се различни и предпоставувам дека и како што одат истражувањата ќе се добиваат и различни форми. Да се вратам сега на тетрахидроканабинол. ТХЦ-то има пред се аналгетско дејство. Силно аналгетско дејство. Има антиконвулзивно дејство, има силен ефект на имунолошкиот систем и има дејство моментот на гадење и повраќање, особено при хемотерапијата е изразено, и на така наречениот wasting синдром, значи губење на тежина и евентуално стимулирање на апетит. Така и тетрахидроканабинолот првично воведен во модерната медицина. Уште од 80-тите години е за легална употреба се два производи, цесамет и маринол. Тоа се чисти, меѓутоа синтетски тетрахидроканабинол. Во однос на CBD-то или канабидиолот, тој малку подоцна е откриен, првично поради условно кажано амортизирачкиот ефект на психотропното дејство на ТХЦ, но се во последно време дури предничи во истражувањата во однос на ТХЦ затоа што е утврдено нема психотропно дејство, а од друга страна широка плејада на можни потенцијални терапевски ефекти. Скоро сите што ги има и ТХЦ-то, освен што го нема тој хај. Дури и повеќе. Со тоа што морам да кажам, ТХЦ-то како таков со неговото психотропно дејство е во групата на производи како готов производ лечевен кој што е наркотика, за разлика од канабидиолот, кој што во светот, CBD-то, кој што во светот, со исклучок на Обединетото кралство е додаток на исхрана. Како суплемент, значи, Во Обединетото кралство веќе го воведоа како лек.
и мора да се докаже терапевското дејство за да може истиот да се регистрира и применува. Добро. И Светската здравствена организација излезе со своја условно кажано монографија во делот на Комисијата за употреба и злоупотреба на наркотици, во која што јасно се изјасни дека ЦБД-то дури во големи количини е безбеден за употреба и ја излиста плеадата на состојби кај кои што би можел да има потенцијален терапевски ефект. Мене ми се чини дека ова е главното за разграничување за најшироката македонска и воопшто јавност, да ги разграничи канабисот како психотропно, тоа е значи тој дел со ТХЦ и ЦБД-то кој нема психотропно дејство, туку има само здравствен ефект и чие еве вие тврдите како научник дека чие дејство може да биде дури по голема добивка од ТХЦ-то. Почитуваниот началник, господин Сашо Трпчевски од Министерството за внатрешни работи, поточно од секторот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материјали во одделот за криминалистичка полиција. Многу е значен аспектот на безбедноста при користењето на канабисот, многу забуни има кај граѓаните, кај пациентите. Веќе 2 години, тоа е мал период од како е легализирана употребата на канабисот за медицински цели, говориме во Република Македонија. Што вие од вашето искуство имате да кажете за овој доста добар и либерален закон? Велат дека другите гости кои честуваат во емисијата го потенцираа како најлиберален апсолутно во Балканот, па и пошироко. Како вие гледате на неговата примена? Треба да бидеме внимателни во преземањето на понатамашните чекори и треба да изградиме една долгорочна стратегија која ќе даде одредени ефекти. Кажете ми, општо познато е, сега малку ова е малку незгодно прашање, општо познато е дека и покрај тоа, можеби е незнаење во прашање, можеби одредена пропаганда на одредени интересни сфери, дека и покрај тоа што е легализирана употребата за здравствени цели и ТХЦ-то за канцер, додуше за одредени број на болести, за жал, нели, на која листа веројатно ќе треба да се проширува понатаму. Кажете ми, дали општо познато е дека многумина некако како да нема доверба или можеби од економски причини, затоа што е сепак скап лек, се одлучуваат да го набават на црно, и дали има случаи, МВР дали има статистика некаква на луѓе кои го потребували исклучиво за собствени здравствени потреби, а да се судрат со законот и да подлежат под ригорозни мерки, да речеме. Па видете, пред малку ви говорев за тоа, значи во изминативе неколку години од кога се прочу за тоа лековито својство на одредени деривати на канабисот, имаме голем проблем со луѓе кои што изработува хашишово масло и го нудеа на црниот пазар. Овдека сакам да прецизираме, некој го произведува за собствена, само за собствени цели, а не за пазарот. Значи не е трговијата, туку едноставно самиот сака да се излечи, а нема пари да го купи. Ве разбирам. Меѓутоа, видете, обично тие продукти се нудат од страна на нестручни лица кои што научиле во одреден период на животот како се прави и тие го нудат на црниот пазар и цената беше навистина прескапа. Да, знам. Меѓутоа, јас во оваа прилика повторно ќе го потенцирам ставот на Министерството за внатрешни работи. Секоја субстанца или растение од кое се добива опојна дрога, доколку се наоѓа на листата на забранените субстанции, е предмет на наш интерес. Солителите ќе бидат кривично гонети, а опојната дрога ќе биде одземена. Ние не смееме да одиме надвор од законот, и од нашите службени овластувања. Апсолутно. Дали еве за резиме на овој наш разговор, за кој сум ви благодарна од името на нашите слушатели, дали имате уште некоја сугестија можеби за
прецизирање на стратегијата за развојот на оваа либерализација на законот, да му помогнеме тој да заживее и да ги надмине сите слабости од практиката. Имавте веќе... Јас би апелирал, секако би апелирал да биде вклучена пошироката стручна јавност и одлуката која ќе биде донесена и стратегијата да биде резултат на една навистина истрпна и квалитетна анализа. Но таа насока би ги повикал сите фактори да ја вклучат во работата и меѓуресорската комисија за борба против дрога, која што навистина може да даде свој печат на сето ова и е најодговорна за спроведување на политиките во одделот на злоупотребата на дроги во нашата земја. Ви благодарам многу за сугестиите и се надевам дека за доброто на слушателите и на пациентите ќе имаме убава соработка и понатаму. Ви благодарам и вам. Магистер Лилјана Живковиќ Давидкова. Таа е раководител во службата за борба против криумчарење. Магистар е по криминалистика и скоро 2 децении ќе кажеме дека е вработена во Царинската управа, од кој најголем дел во секторот за контрола и истрага, односно идентификација на дроги. Од 2001 година е активен обучувач на царинските службеници. Таа има своевремено објавено и прирачник за оваа намена и ова накратко би било представување за сите нас за незината дејност, иако сигурно со ова најава нема да ја опфатиме целокупната работа која таа ја спроведува во својата стручност. Гостине, како што знаете, во циклусот кој го покрај Македонското радио за канабисот за медицински цели. Канабисот долго време е табу тема просто и еве за стартот ќе ја прашам и нашата гостинка на што се должи оваа табу тема, дали може би затоа што луѓето не се доволно едуцирани, не се доволно информирани да направат разлика меѓу синтетски и, ајде да речеме, природни психотропски субстанци, каква што е канабисот. Знаеме, обично погрешка и канабисот таму се класифицира, иако има голема разлика, како прво и основно секогаш треба да потенцираме, дури и кога се употребува за рекреативни намени, како тоа го велат корисниците, а не само за медицински, нема таква предозираност што предизвикала смрт, иако за жал, еве, нешто што го дознавме во договорот за оваа снимање со нашата гостинка, дознавме за жал дека дури и канабисот веќе синтетски го има. Многу прашања во едно ви поставив. Најправин добар ден. Поздрав до слушателите на Македонско радио и ви благодарам за поканата. Во мое лично име и во името на Царинската управа ја поздравувам оваа емисија која што сте ја започнале, а пред се и со цел едукација на граѓаните на Република Македонија во делот на легализација на марихуаната, употребата на марихуаната, особено во делот на злоупотребата на марихуаната. Не знам дали го знаете тоа. Не, е ова интересен податок. Да. Имаме такви земји многу, но еве, и јас кога го прочитав, кога стигнав до тој податок, проучувајќи областа, се изненадив. И токму така и пишува, нели, и покрај тоа што сите го знаеме, председателот на Северна Кореја како човек, ова е еден интересен податок дека таму самата држава има еден прилично позитивен став и однос кон оваа проблематика. Каква е состојбата со соседите? Ние сме многу напред во однос на соседните држави. Најблиска држава во која што е дел од Европската унија, во која што е либерализиран канабисот за медицинска употреба е Хрватска, нешто пред неа Словенија. Србите беа и водеа доста добра кампања за тоа да се почне употреба на канабисот за медицински цели. Меѓутоа, според моите последни податоци, не сум се нешто посебно информирала во последно време, мислам дека се уште го немаат донесено законот, но тука малце би се оградила, пошто немам точен податок дали они донесоа таков закон или не. Сепак има и таму позитивни струи кои што работат на
на донесување на еден закон за употреба на канабисот за медицински цели. Оно што е најконкретно околу вашата стручност, да речеме, поврзано, значи, можеме ли да прецизираме кој може да го употребува и како може да го набавува и да го пренесе преку граница. Тука доаѓа до посебна конфузија, особено што има разлики во законодавствата на нашата држава и на соседите, па некој се поведува од нашиот закон, не знаејќи дека другата држава има поинаков закон и може да дојде, иако има, да кажеме, според нашиот закон право да го користи, да го увезе, меѓутоа може веројатно да се случи и каква е практиката воопшто кај вас во царината. Да, тоа е веќе тема која што целосно задира во надлежностите на Царинската управа. Знаете како, може да го употребува секој, условно кажано, но кога се однесува за употреба за медицински цели, тогаш предпоставувам дека вие веќе овие податоци сте ги истражиле со вашите соговорници и представници од Министерството за здравство. Се знае дека канабисот кој што содржи ТХЦ, исклучиво оди со издавање на рецепти под контрола на надлежен лекар. Кога се однесува за пренесување и купување на канабисот, што подразбира пренесување преку граница, а кое што е нешто во директна надлежност и контрола на Царинската управа, улогата на Царинската управа во тој дел е репресивна, а не превентивна, значи ние делуваме од аспект на контрола и преземање соодветни мерки доколку некое лице се обиде да пренесе било каков вид од канабис дрогите, без разлика дали е тоа марихуана резана, хашиш, канабис масло. Дури доколку има и медицинска потреба со потврда од лекар, значи не смее да увезе надвор од Македонија. Тоа е веќе сосема нешто друго. Значи Зборуваме сега почнувам од медицински цели, од основниот каде што контролата на Царинската управа се сведува на проверка на патниците и возилата и откривање на некакви нелегални действија. Вие говорите за сите други. Ние тргнуваме од пациентот. Еве, например, еден пациент има диагноза дека има канцер, дозволено му е, има потврда од лекар, тој може да го увезе Тој може да си го внесе за своји лични потреби и тука законот е прецизен и јасно кажува дека лице кое што има одобрение од лекар и дека тоа лице треба таа дрога да ја набави во странство, тогаш со медицинска потврда која што ќе ја приложи на царинскиот орган во определена количина, значи тоа да не се подразбира слушателите дека можат да донесат големи количини, може да транзитира, по некој пат ние имаме и странски државјани кои што за своји потреби користат одреден вид на дрога, кои што со медицинска потврда, приложувајќи ја на царинскиот орган, можат да транзитираат или да влезат во Република Македонија или доколку е тоа граѓанин на Република Македонија да за своји потреби донесе одредена количина на канабис масло, но исклучиво во рамките на законот и на она што е предвидено во законот. Овде би сакала да апелирам до слушателите, доколку има некој таква потреба и доколку сака да направи нешто слично, задолжително да се консултира со Министерството за здравство, по потреба и со Царинската управа, за да не се доведе себе си во ситуација во која што ќе мора да одговара согласно позитивното законодавство на Република Македонија, без разлика што е заболен и што има некој конкретен проблем. Овде би сакала да кажам уште една работа која што е многу важна, а која што на нас не се случува веќе изминатите години од кога се донесе овој закон, каде што граѓаните сватија дека либерализацијата и употребата на канабисот за медицински цели е по сите основи слободна. Не е баш тоа така. Имаме ние многу чести случаи каде што во поштенскиот сообраќај се запленуваат мали количини на некаков вид на канабис, кои што граѓаните си го нарачуваат преку интернет. Во законот за лекови е јасно кажано дека е забрането секаков увоз и секакво внесување и нарачување на било кој вид од канабис дрогите преку интернет и преку пошта. Се мисли на ТХЦ? И на ТХЦ и на ЦБД. И на ЦБД? Да, во поштенскиот сообраќај тоа е забрането. Јас би сакал овде да бидам малце попрецизна, каде што вели вака, според член 72, став 3 од Законот за лекови и медицински средства, се забранува промет преку интернет со лекови кои се издаваат на рецепт, каков било промет со фалсификувани лекови, како и промет со лекови за кои постои основано сомнение дека се фалсификувани.
Но ова се однесува на фалсификување, ако се од дрогерија купен и позната со сертификат, тогаш Така, сега ќе се дополнам. Имајќи го предвид, предходно изнесеното, лекови, масло од канабис и препарати кои содржат CBD и THC не може да се увезуваат во Република Македонија од страна на физичко лице по пошта, ниту преку интернет. И тоа е децидно кажано во Законот за лекови и медицински средства, затоа јас и го цитирав законот, за на граѓаните да им биде што појасно. Малце поразлична е ситуацијата кога лицето го носи со себе лекот. Значи подобро е со себе да го носи отколку по интернет да го нарече. Во граничниот промет, лицето, кој што се разбира тоа што го носи ќе го пријави за царинска контрола при влез во Република Македонија, слободно може да внесе препарат кој што содржи само CBD или евентуално CBD и THC, но процентот на THC мора да биде под 0,2. Почитувани слушатели, имам чест да ја најавам нашата драга почитувана гостинка, доктор Ирена Витановска, специјалист по семена медицина, пионер, ке речеме со право, во искуствата со примена на канабисот и лекување на пациенти. Веќе хит лекар во Република Македонија, сите ја бараат. Таа има приватна пракса во ординацијата Ictus Remedium. 2016 година се донесе законот во Република Македонија за легализација на канабисот во медицински цели. Вие од кога поточно почнавте, како се охрабривте? Ајде да фатиме некоја генеза, вашиот интерес како лекар. Така, добар ден. Мене ми е чест да учествувам во ваква емисија, да ги кажам своите искуства со пациентите, лекувајќи ги со канабис. Друг еден пациент го третирам, стартувам со 7%. Што се случи? Фацијалната парализа си помина, говорот му се разјасни, сензибилитет му се врати во нервите на рака, ама моториката не. Значи, ја треба да идам со 10%, со појака доза, му зголемив доза на овој човек, за да постигнам ефект. Ali тоа се случува внатре во месец дена. Месец или два за краток период. Значи, ја до сега не сум видела да некој препарат така делува. Ова се фантастични резултати, докторке, кои вие ќе ги изнесете јавно, ќе ги браните во Брисел, во Лувен, град на иновации, на конференција, заедно со исто така наша гостинка, доктор Гордана од Дамјановска, да ја споменеме. Кажете ни сега, еве таа студија што веќе изготвивте, јас тука ја гледам на англиски веќе подготвена, со колку, значи, збирно пациенти е направена ова студија, ова ваше испитување? Така, студијата е направена од 58 можни пациенти, 36 пациенти дадоа одговор. Комплетно се евалуирани. Од почеток до крај, со симптоми и во кој временски период се излечени. Веќе работите во меѓувреме веројатно и со поголема популација на пациенти, или се тоа тие што ги... Дали некој по своје барање доаѓа да побара или секогаш што оди со ваше укажување? Јас работам со многу поголем број на пациенти. За овие 3 години како работам вкупно, собрав доста искуство со разни болести. И не се само тие пациенти од домот, него и амбулантски пациенти, на кои што им давам. Пример, дошол за со плексус брахиалис, например, му трнат рацете на човекот, е 77 годишен, кој што вика, не можам, се ми испаѓа од раце, докторке. Иначе, прво, едно што ќе му дадам, ќе го препорачам канабисот. Му дадов на човекот издозиран препарат, легално си купи у аптека, за да после месец дена дојде и вика, докторке, мене значително ми се подобри, станувам са бајле полесно, можам да работам со рацете, не ми трнат рацете и си работам, од човекот инженер работи, произведува шрафови. Да.
Работи у тие години. Така. Тоа е да. голем Огромен успех. Кажете ни во кои други болести може да помогне од вашето искуство, еве? Кои се светските искуства, кои се вашите? Сите се земени пациенти со диагнози од светски искуства, например, што се со карциноми на дојка, карцином на простата, карцином на плуќа. Значи скоро сите карциноми може Сите да кажем. карциноми се третираат. Например, скоро се појавив пред, на месечини на 2 јули бев на телевизија и после тоа нагрнаа пациенти од цела Македонија. Ми се јавува дури од Германија, од Австралија, од каде се не. Луѓе си имаат мака, гледаат, добиваат информација и скоро сите дојдоа со карциноми, со Паркинсон и мултипла склероза. Најтешките заболувања. И ако ви кажам дека, например, еден со Паркинсон, што едва ја одеше, се тресеше целиот човек, не можеше ни да зборува, јас ги следам на неделно ниво пациентите, значи јас му дадов една доза, една концентрација, за да после тоа, ако треба, да зголемам. Веќе за една недела човекот имаше подобрување. Вика, посвежие, волја има да седне со нас. Претходно лежеше само. И вика, сега говорот му се пушти и рацете почна да му функционираат. Што би рекла една моја колешка, вика, ја го испратив свекорот у Канада со Паркинсон, а се врати без Паркинсон од Канада. Значи, тоа е, у Канада се лечи тоа, така со канабис. Меѓутоа, само е потребно... Со CBD-то, со канабидиол се лечи, со канабидиол. Додека на диво што се произведува, тоа е секојаш со THC. Само е THC. Мала концентрација кој има CBD. За како приметуваме, спијат пациентите. Ексцитиран центар и само спијат. Додека овој можеме слободно да кажеме CBD-то разбудува. Значи разбудува мозок, ве прави свежи, меморијата ви ја враќа, што е за нас кои сме вработени многу добро. Јас зимам 5%. Јас сум здрава особа. Како превентивно можеме да кажеме слободно да кажеме, како суплемент се зима. Да, дури, например, не секој ден, еднашка неделно 5 капки ќе земам, еднашка 2-3 пати неделно зимам. И така може. По сабајле и мене ми е одлично. За неколку дена држи. Значи сила 4 недели останува во масно ткиво. Затоа под јазикот се зима. Како нитроглицерин. Значи капсули не, во капсули не може да се. Така. Тоа значи, е храна. Може да се зима превентивно на неколку дена, не. Може. Во да знаат нашите слушатели, бидејќи можат да го користат наместо да комбинираат сами разноразни скапи суплементи, дека многу ефекти можат да постигнат со така е и поевтин, иначе е доста скап, тоа е една од лошите страни на производот, нели? Ако сега, го користи човек, да кажеме 2 пати по 5 капки, тогаш доаѓа доста скапо. Да, а може еднаш дневно по 5 капки ќе му трае подолго време. 2 месеца ќе трае. Да, ја мислам дека сега се издозирани. Ако е превентивно, ако е за болест, за болест поголема доза мора. И малку е скапо, тоа е. Меѓутоа се едно парите одат, битно кое е во прашање здравје. Ако имате скапа болест, да, така е. Тоа е, човек не прашува за пари. Така е. Кажете ме, каква беше реакцијата на вашите колеги? Откако дозна дека имаме сознание дека многумина лекари не што не го припишуваат и препорачуваат, туку одбиваат пациентот иако на своје барање да бара, зборувам и за некои специјалисти, каде што се бара дозвола, нели, за THC за користење 50-50, што рековте, легално пациент да ја земе, исклучиво негираат соработка со овој препарат. Дали вие имате искуство, напад на ваши колеги и така, или одобрување? Не, али јас и ги разбирам колегите, затоа што ова е тешко е да влезеш во оваа област. Многу е захтевно за да се упуштите во вакво нешто, да следите пациент, треба цело време. Пример, една од Србија имав еден со карцином и замислите карцином на јајник комбиниран со друг карцином, не знам кој беше. И сега луѓето беа очајни, метастази секаде. Бараат информација. Јас им кажувам што треба да користат,
За да после едно месец дена ми се јават и викат, добро е, жената е добро. Од Белград беше жената. Сега, треба цело време да сте у исчекување што ќе ви кажат. Да. Поготово тие терминални стадиуми кои се, не е баш едноставно. Да, апсолутно. Не. Ја имам уште еден пациент од Призрен, кој што брат му дојде, вика, ние слуштавме од колешка, значи жена му ствари е колешка, гинеколог од Призрен, и она го испратила кај мене. Значи колега на колега. Да. Испуштен во терминален стадиум со метастази од карцином на плуќа, на бели дробови. И во Белград лечен, сите терапии дадено, све е направено што треба, медицина што може да за да се испушти толку направиле. 3 пати дневно зима, човекот е од почетно со метастази, болови, све тоа смирено, од влегнат у кревет почнал да станува. Последно беше некаде јуни месец кога се дојдоа, па само вика не може да дише, тешко му е дишењето, бара воздух. За да сега у август месец дојде синот, вика, татко ми е одлично. Станува, сам се грижи за себе, дури у продавница иде. Се му е повлечено. И кога ги видов резултатите, баш тумор маркери, намалени сите. Фантастично. И сега чекам еден КТ да направи компјутер за да видиме до кај е човекот. Ни гостува господинот Томислав Трајков. Тој е еден од активните членови на невладината организација Зелена алтернатива и еден од администраторите на Facebook групата исто така Зелена алтернатива. Невладена организација која има голема заслуга околу кампањата и околу воопшто легализацијата на канабисот. Иако нашата тема е канабисот за медицински цели, сепак не можеме да не кажеме неколку збора за невладината организација, а се надевам че ги споменете и другите кои заедно со вас имаат заслуга за донесување на овој еден од најлибералните закони на Балканот сигурно, па и пошироко можеби за легализација на канабисот. Поставуваме прашања, ги отвараме слабите карики во целиот овој процес. Дури имам сознание дека има лекари кои за лични потреби и тие се разболуваат, не го користат, меѓутоа се едно нема да го применат на пациенти. Еве апелираме да расчистат со своите предрасуди, да застанат пред својата Хипокритова заклетва, нели, и точно, да им помогнат на може... безнадежните барем, ако не на, иако има широк спектар на болести каде што делува, меѓутоа на оние на вистина што на кои им ги одбројуваат деновите што се да им се даде шанса. Во овој момент можеме да ви кажеме дека од она што го слушаме или читаме од членовите на Facebook групата на кои што се над 20.000, односот со нивните лекари знае да биде или добар и да ги кажат да користете, супер е, или да се противат. Ќе треба многу работа пред се. Многу работа за да дојдеме во точка кога што канабисот нема да биде само како било кој препарат канабис, да биде само додаток на конвенционалната медицина, кога веќе да речеме дека деновите се одбројани или кај ситуации кај автоимуни заболувања кои што е се во напредна фаза, па многу тешко е да се коригираат одредени состојби. Да биде примарно решение, доколку пациентот сака да користи екстракт од канабис, докторот да биде должен да му препише и да го овозможи право на избор. Мора да се направи, тука сакам да ве прашави други гости, исто прашање, што сметам дека е една од слабите карики. Тоа е веројатно работа на работната група, била која го донесувала законот и сигурно дека не можело сите аспекти да се предвидат, тоа е илузорно, затоа и тој се пушта во промет и потоа се чека фидбек и треба да се
понатаму доработува, да се менува. Например, еве, да речеме за канцерот е легално да се препише со ТХЦ Имаме производ, имаме а имаме и четири- други автоимуни болести, каде што Значи, има во овој поголеми момент- болести, поголеми болки, нехумани болки трпат пациенти, а лекарот нема право да му го препише. Во овој момент може да се препише само на болни од рак, Да. олеснување на симптомите кај мултипла склероза, кај епилепсија и кај ХИВ. Значи, тоа беше од 2016 донесено. Ние во овие 4 години науката не мора да бидат анекдотални докази луѓе кои што користат, кои што имаат подобрување и кажуваат, него еви и науката секојдневно излегуваат нови студии каде што читаме дека е одличен за псоријаза, читаме дека е одличен за многу автоимуни заболувања, читаме дека е добар за Алцхаймер, за Паркинсова болест. Значи, што правиме со тие луѓе? Значи, дали тие имаат помалку страдање од овие што ги набројавме? Сигурно дека има повеќе. Значи, ние мораме да имаме промени на закон. Секоја земја каде што има закон кој што дозволува користење на канабис во медицински цели, не се лимитирани на тие 4 категории. Значи, имаме каде што може да се препишува за анксиозност, може да се препишува за депресија, може да се препишува за многу состојби кои што конвенционалната медицина и лекарства не дава добри резултати. Значи, последна студија која што прочитав е дека екстрактот од канабис богат со CBD, тоа е уште една компонента од растението, е одличен и ги заменува се повеќе и повеќе опијатите. Значи, едноставно, населението треба да има можност слободно да го користи растението. Значи, секој граѓанин ќе биде свесен и да го користи за своите потреби. Ако има подобрување, сигурно дека биде нема да регулирано го... од државата. Точно, да биде регулирано. Дозирано. Сме свесни и ги поздравуваме Сите мерки законските измени, сите мерки кои што се прават, треба да се подобрат одредени сегменти. Свесни сме дека не може да биде до толку слободен за да не биде изрегулирано државата. Значи, треба да има производи на база на канабис кои што ќе бидат произведувани од компании лиценцирани, нормално законски регулирани од државата. И треба да имаме еден слободен пристап за секој граѓанин кој што ќе одлучи од економски причини да може да засади сам дома од неколку растенија и да одреди на кој начин ќе ги користи. Канабисот не е здрав само ако се користи како масло. Значи, канабисот е здрав ако се користи како свеж, како растение, значи различни компоненти во различна форма од канабисот ние внесуваме. Значи, едни компоненти внесуваме кога е свеж, внесуваме поинакви кога го загреваме, значи со инхалирање, внесуваме друг тип на канабиноиди кога го внесуваме преку масло, екстрахирано. Значи, едноставно, секој ќе си го најде начинот на кој што ќе му биде него добар за користење. А при тоа не крши никаков закон затоа што не наштетува на никој и не продава. Значи, моментот кога било кој ќе одлучи да нелегално продава канабис кој што ако се одлучи држава да дозволи да секој да сади, тој треба да биде кривично гонет и санкциониран. Тоа е нашиот став. Да, за регулација државата ќе има многу корист од тоа, пациентите ќе имат многу корист од тоа, населението ќе има многу корист од тоа. Здраво население, посилна држава. Втората емисија од серијалот Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели привршува. Изборот на музиката беше на колешката Бијана Николовска. Снимањето беше на колегите Мирче Костадиновски, Исмаил Авдуловски, Бесим Кека и Весна Спасовска, како и снимањето во бокс на колегата Бранко Симоновиќ. Техничкото оформување на колегата Мирче Костадиновски. Уредник и водител Гордица Величковска. За следната емисија дополнително ќе бидете информирани.